ова издание Регионален форум за борба против корупцијата во Скопје. Кои се пораките за влез во ЕУ? По 14 часа сад ја завршија дебатата за импичмент на Трамп. Што е следно во постапката за отстранување на председателот? Студирање во Америка одлична можност за многу млади, но како да се врати студентскиот долг? Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Законодавно правната комисија на Представничкиот дом денес со 23 гласа за и 17 не ги усвои основите за импичмент на председателот на САД Доналд Трамп. Комисијата под контрола на демократите се спротивстави на републиканските обиди за ослабување на нивните наводи и гласаше за испраќање на одредбите пред целиот состав на Представничкиот дом, што најверојатно ќе биде следната недела. Демократските законодавци по часови расправа ги отфрлија напорите на републиканците за елиминирање на истрагата за импичмент по основа на тоа дека Трамп ја злоупотребил функцијата со вршење притисок на Украина да истражува еден од неговите демократски ривали за изборите 2020-та, поранешниот подпредседател Џо Бајден. Републиканците тврдат дека постапката против Трамп е неоснована. Американскиот мировен преговарач во Авганистан денес е во посета на Пакистан, откако вчера ги суспендираше мировните преговори со Талибан во Катар. Тој се сретна со министерот за надворешни работи во Исламабад, кого го брифираше за разговорите меѓу САД и Талибан во Доха. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека гласачите и довериле на неговата конзервативна партија моќен мандат да ја извади Британија надвор од Европската Унија. Во говор пред неговите подржувачи, Џонсон нагласи дека Британија ќе излезе од ЕУ до 31 јануари. Резултатите од гласањето покажаа дека конзервативците на Џонсон добиле најмалку 364 од 650 места во долниот дом на парламентот, обезбедувајќи владино мнозинство. Направени се важни напори во борбата против корупцијата, но треба уште многу работа. Порачаат денес учесниците на регионалниот форум за борба против корупцијата во Скопје. Владимир Мирчевски ги пренесува пораките. Северна Македонија напредуваше, но се уште останува многу работа во справувањето со корупцијата. Меѓународната заедница ја прати својата порака за ситуацијата во земјава на регионалниот форум што се одржа во Скопје. Представници на клучните партнери на Македонија беа недвосмислени за опасностите што ги носи корупцијата, како нестабилност, подкопување на доброто владење, зајакнување на организираниот криминал. Направени се важни напори во борбата против корупцијата, но уште многу треба да се направи да се покаже една трага на истражување, гонење и судење случаи на висока корупција. Многу е важно да се донесе нов закон за јавно обвинителство, да се покаже национална заложба за борба против корупцијата и градење силно обвинителство. Шефот на државата праша како да се зборува за неселективно и независно судство, кога, како што рече, секојдневно има судски случаи кои предизвикуваат сомнежи дали правото важи еднакво за сите или е само политички инструмент. Тука морам да го издвојам така наречениот случај Рекет, кој дискредитираше голем дел од нашите напори и надежи за справување со криминалот и високата корупција. Лично не очекував дека носители на толку важни и одговорни функции толку ќе потврлат во даден момент. Овој случај останува да биде лакмус за правната држава. Пендаровски повика на истражување на криминалите на претходната, но и на криминалите на актуелната власт. Експертите пак бараат мерки токму во делот на високата корупција, за што се потребни силни институции. Имаме лошо судство, претходно беше кажано и за тоа. Имаме собрание кој се грижи само за интересите и потребите на партиите. Трошењето на парите од буџетот е без контрола, институциите за ревизија не се добро поставени или се празни, институциите за контрола исто така. Затоа денеска беа повикани сите партии и од власта, но и од опозицијата да се вклучат во потребните реформи за градење посилни судски институции за да се намали корупцијата, која според извештајот на Обединетите нации за 2018 на светско ниво јаде дури 3 трилиони евра. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А мексиканските картели за дрога ќе се водат како терористички организации, најави председателот на САД Доналд Трамп. Како реагираше Мексико од извештајот на Ардита Дунелари.
Опожарени возила, крв по улиците, уплашени жители. Ова е сликата по последните пресметки меѓу картелите и мексиканските власти. При тоа загинаа 22 лица, вклучително и 4 полицајци. Прекограничниот организиран криминал останува сериозен безбедносен предизвик за Мексико и за САД. Бескрупулозниот напад од картел однесе 9 американски животи на почетокот на ноември. Председателот Трамп сега сака да ги означи картелите како странски терористички организации. Тоа би им дало овластување на американските институции да замрзнат финансиски сметки, да гонат активности што го поддржуваат тероризмот, да им изречат забрана за влез во земјата на поединци и организации инволвирани со картелите. Председателот рече дека му понудил на мексиканскиот колега помош да го исчисти теренот, што создаде загриженост од можна американска интервенција. Мексиканскиот председател веднаш реагираше со изјава дека на странски сили нема да им биде дозволено да спроведуваат ред и мир во Мексико. Но нема да дозволиме каква било интервенција. Ние сме слободна, суверена држава. Но мексиканската влада има проблеми со сувереноста, кога се знае дека под притисок го ослободи синот на озлогласениот лидер на картел Ел Чапо, вели Ден Кадман од Центарот за имиграцијски студии. Тој посочува дека во Мексико има инертност кога се работи за справување со картелите. Тие го подкопуваат капацитетот на владата да има контрола на својата територија, исто како што беше случајот на Талибан во Авганистан, каде Талибан ги држи по линијата со Афион. Критичарите се залагаат против користење на средства за борба против тероризмот во случајот со криминалните картели. Тие велат дека тоа ќе ги ослабе антитерористичките мерки. Освен тоа, некои велат двете држави споделуваат повеќе од граница, а тука се пред се заедничките интереси во борбата против организираниот криминал. Останува да се види дали Стейт Департментот ќе ги означи мексиканските картели како терористички организации, со оглед дека американскиот закон бара исполнување на специјални критериуми за таков потек. Студентските кредити ги задолжуваат студентите во САД долго по завршување на факултет. Дипак Добал истражуваше како тоа се одразува врз нивните идни планови. All I wanted to do, I went to high school, I got good grades, Тоа беше се што сакав да направам. Во средно училиште оценките ми беа добри. Работев напорно за да се запишам на факултет. Не одев по забави за време на студентскиот живот. Стекнав образование, направив пријатели, создадов врски, се правев како што треба. Но цената беше висока. Не желам за годините што ги помина во учење. Тоа беа добри години, но мислам дека мора да има друг начин наместо толка финансиски товар за да се заврши факултет. Кога се враќам дома од работа, гледам луѓе со деца, веќе формирано семејство. Се прашувам кога ќе имам таква можност. Имам 27 години и уште 16 години треба да го плаќам долгот за студиите. Имам 20 годишен план за отплаќање кој гарантира пониски каматни стапки, кои што можам да си ги дозволам. Тоа значи ќе го отплатам студентскиот долг на 42 години. Тоа е доцна за почеток на свој живот и дом. И бракот исто така. Вашиот долг го засега и партнерот. Сакам да го намалам долгот пред да се омажам. Што ќе правам кога ќе имам деца? Сакам да имам деца, но и тоа ќе донесе нови трошоци. Ќе имам рата за отплаќање за стан, рата за студентскиот заем и што ќе остане? Должам уште $35,000. I'm definitely not the only one in this. Јас не сум сама во ваква ситуација. Граѓаните на САД имаат околу $1,5 трилиони студентски долг. Тоа е голем проблем. It's a huge problem. It's bigger than just me. Иако ваква е реалноста, силно верувам дека младите, независно од потеклото, треба да имаат пристап до образование какво што сакаат. Образованието не треба да биде лоша работа. Да се запишеш на универзитет не треба да биде лоша одлука. Благодарам на вниманието. Имајте убав викенд.